Според Државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во 2018 е 13.494, наспрот 1620 разведени бракови. Во првите 3 тримесечја од 2019 бројките се 10.237 склучени и 1.218 разведени бракови. Овие податоци не се конечни. Заводот за статистика има уште едно тримесечје за броење, за да ја затвори и 2019 година. Тања Кокев не е во овие бројки. Нејзиниот брак се броел пред 18, а развод пред 3 години. Психолозите велат дека разводот е болен и стресен како операција без анестезија. Ова е флексија со Тања Кокев, приказната на македонската модна дизајнерка и нејзината операција без анестезија. Нејзината промена по крајот на 15 годишниот брак. Тања Кокев е историчар на уметност, работела како новинарка во културна редакција, била менаџер на 5 книжари. Керка и Клара е нејзината најголема инспирација. За нејзиниот прв роден ден направила комплетна декорација и потоа сето тоа го изложила во една од книжарите кои ги менаџирала. За неполн месец таа била преплавена од нарачки. Го отворила салонот за декорација за потоа да почне да креира венчални фустани, свечени тоалети, секојдневна облека и чевли. Лично таа го сака романтичниот и едноставен стил кој се препознава и во нејзините колекции. Кокев смета дека стилот или го имаш, или го немаш. Джеки Оназис, Грейс Кели, Лорен Хатон, за неја се модни икони. Нејзиното мото гласи: работата треба да биде во служба на животот, а не обратно. Тања Кокев астролошки е риба. Риба која не лута, се движи прецизно по замислениот пат кон секој нов предизвик кој сака да го освои. Доколку не се занимава со мода, би сакала да има ресторан, по кој со уживање ќе ги бира свежите продукти за во нејзината кујна. Ресторан со име Кокичка. Кој знае, може би и оваа желба наскоро ќе ја реализира. Тања Кокев е жена со препознатлив стил, не само во однос на облеката, туку многу повеќе. Препознатлива во ставот, говорот, карактерот. Сигурна во својата едноставност, дури и кога ќе ги скомплицира нештата. Секогаш своја на своето, во желбите и реализацијата. А љубовта ја доживува некогаш како епопеја, некогаш како одисеја. Сака и кога ја прави среќна и кога носи солзи. Таа ја мотивира да создава убави нешта. Впушти се во авантура. Но зошто? Исполни ги со ништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Модата многу одамна е дел од твојот живот и твојата мајка, и твојата баба, и твојата тетка биле модно освестени. Сите дами во твоето пошироко семејство биле модно освестени. Меѓутоа, вака временски, кои локации, кои периоди од твојот живот влијаја на тоа да влезеш денес во македонската мода? Кои локации? Локации Европа, дефинитивно. Значи, јас си го сакам стариот континент. Сите оние убави градчиња, убави улици низ Италија и низ Франција, па и низ Шпанија, да речеме. Тоа ми е така некоја вечна инспирација и дури се чувствувам многу ограничено на моменти, затоа никако да излезам од тие улици, од тие нивните мистерии што ги носат. Меѓутоа, ајде се надеваме дека со тек на време малку ќе се прошираме, нема толку да бидам ограничена. Временски, не знам, временски најверојатно уште во основно, неверојатно, туку сигурно уште во основно училиште. Јас сум од една генерација бивша Југославија, кога растевме со базари, неда, надали, како беше, не ми текнува. И на задните страници тие списанија имаше секогаш модни дизајни од деца до не знам која возраст, кои што скицирале нешто и биле наградени. Секогаш ми беше желба да се најдам на една од тие страници со еден мој дизајн и ми се исполни. Не беше тоа една од најголемите бивши југословински списанија, меѓутоа се најдов ја на едно такво списание и тоа беше некако си онака знак дека ќе влечам и понатаму во таа линија. Меѓутоа, едноставно не е секогаш како што сакаш и како што посакуваш. Многу турбуленции, многу убави и неубави работи измеѓу се случуваат во тој период додека ги планираш работите. И не станав дизајнер во моментот кога највеќе
мислев дека сум спремна и дека сакам, но најверојатно не било така. Требаше да помине време додека таа желба да ми се оствари. Односно дури на мојата 31 година. Денес кога си дел од тој моден свет или македонската мода и македонската модна индустрија, како изгледа тој светот внатре? Се исплатливо ли е во Македонија човек да се занимава сериозно со мода? Се навикнавме ли да носиме парчиња кои што се со потпис на македонски модни дизајнери? Јас можам да зборам за мене. Не можам да зборам за другите колеги, меѓутоа можам да кажам дека доколку сериозно ја работиш модата во Македонија, не е навистина важно дали си во Македонија или се на некое друго место. Битен е личниот пристап и личниот сериозен, нели како ќе се посветиш ти на тој сегмент. Дефинитивно се живее од мода во Македонија. Јас сум пример за тоа, затоа што јас веќе функционирам 14 години во Македонија со солидна бројка на вработени кои што обстојуваат заедно со мене ни сите овие години. Ние сме нешто повеќе десетина луѓе во Кокев. Не можам да кажам дека не се живее од мода во Македонија, кога јас и моите вработени наставно живееме од ова веќе 14 години наназад. И не ни може поинаку да размислувам дека не може да се живее од мода во Македонија, затоа што би било безобразно и кон мене, и кон целиот мој минат труд, и едноставно кон тоа што сум го одбрала мене да ми биде и задоволство, меѓутоа и екзистенција, и за мене, и за моите вработени, и за мојата ќерка нормално, така да нема дилема дека се живее од мода во Македонија. Колку често се прават компромиси кога е модата во прашање? Во смисла на добри материјали, во смисла на добар тип на вработени, во смисла на дизајни? Колку често и ти, меѓутоа и другите дизајнери правите компромиси? Пак ќе зборам само за мене, не знам за другите дизајнери, нели навистина, сигурно и они прават компромиси. Не сум љубител на компромиси за ништо, буквално во ниедна сфера од животот, меѓутоа за жал мора понекогаш да се прават. Не ги сакам затоа што мора секогаш да скинеш дел од тебе и од твојата идеја или од твојата креативност на сметка на нешто друго. Меѓутоа тоа мора да се направат компромиси затоа што имаш идеја нели да изработиш некој модел кој што е совршено убав материјал, меѓутоа тој чини премногу пари, кој што нели македонскиот пазар тоа не може да го издржи, односно не може да се купи нели на овие простори. Така да ти тука импровизираш со некој материјал кој што исто така е добар, меѓутоа не толку колку што оној си го замислил во самата креација и во твојата глава. Тоа се некои такви компромиси кои што твојата креативност не ја изразуваат на највистинскиот начин. Затоа што сме ограничени нели со финанси, ограничени сме со тоа дали тоа ќе се продава или нема да се продава и дека нормално тука трпи креативност. Меѓутоа, секогаш сум сметала дека уметноста, не само модата, не треба да биде уметност поради уметност или мода поради мода, туку таа треба да обстојува и да си биде одржлива нели сама по себе. И заради тоа верувам дека комерцијалниот момент во модата и во уметноста е повеќе од добре дојден, затоа што не верувам во ангажирана уметност, тоа е нешто сосема друго. Меѓутоа во комерцијална уметност во мала доза е апсолутно позитивно затоа што покрај тоа што треба да сликаме и да цртаме и да правиме дизајни, треба и да јадеме нели нормално. Така да нема ништо лошо во некој компромис, меѓутоа секако не по голема штета на креативноста и на она што си ти во суштина. Клара Кокев е нејзината ќерка тинејџерка, муза и вечна инспирација. Некогаш тенисот беше нејзин фокус, денес е повеќе од сигурна дека ќе ги следи стапките на својата мајка, успешна модна дизајнерка. Некаде прочитав дека твојата ќерка Клара, која што денес има 14 години, те инспирира од своја прва година. Всушност, таа е причината поради која што ти почнуваш многу сериозно да се занимаваш со креативноста која што реално ја поседуваш. Колку денес ти инспирира Клара и се она што се случува околу нејза? Тоа е вечна инспирација, нормално дека не може тоа да застане никогаш и нема да застане никогаш. Сега не само што ме инспирира, туку сега едноставно и ми помага на некој начин, нормално дека она нема време да работи со мене или повеќе време да поминува во Кокев, меѓутоа има идеи кои што апсолутно ги земам за идеи кои што може да ми помогнат, кои што например јас, како што кажав, сум малку ограничена. Јас не сум, например, дизајнер кој што гледа многу шарено. Едноставно се приметува од колекција во колекција се приметува дека тоа се нели мои линии, затоа што не одам подалеку до она што е мојот стил. Например, Клара е дете, гледа нели многу понеограничено од мене и едноставно дава идеи кои што секако се блиски на стилот на Кокев, меѓутоа се поразлични од моите и поотворени од моите. И едноставно не е веќе само инспирација, туку навистина помага со нејзините идеи. Едноставно младоста си го носи тоа, отворениот ум си го носи тоа. Ја, например,
Не размислувам само како креативец во Кокев, размислувам и како сопственик на оваа фирма, како да ја одржам ни сите овие години, стегам од ваму, стегам од таму, значи тоа е нешто нормално. А она не ги нема тие проблеми што треба да стегне, како треба да стегне за фирмата да обстои, и има чист ум, нели, наставно незините идеи се поотворени и пошироки. Така да помага, навистина помага. Што мислиш, колку ќе ги следи твоите стапки, со оглед на тоа дека денес многу повеќе интересира тенисот или спортот генерално? Готово завршивме со тенисот, за жал. За жал. Ќе ги дали тоа значи дека ќе следи твоите стапки? Така сака. Значи сега идејата е дека ќе биде, нели, дека ќе сака да продолжи да работи со Кокев. Тој е планот да се запише, нели, на универзитет во Италија, во Милано поточно, снима веќе одбрано. Едноставно е заљубена во модата. Не само што е заљубена во модата, меѓутоа и ја живее, ја разбира и едноставно знам дека ќе биде добар дизајнер од нејза. За разлика од мене има и плюс некои, например, јас сум добра како креативец, добра сум како уметник, меѓутоа не сум добра, да речеме, во стратегијата на водењето на некои елементи во фирмата, кај што, например, тоа не е наследено од мене сигурно, го има во себе, така да точно знае кога работи колекција, она ја планира. Ја, например, не ја планирам, она ја планира. Така што има некои елементи кои што гледам дека ги има во себе како потенцијално добар дизајнер. Нормално најбитна ми е креативната страна, бидејќи џабе друга нека менаџерска способност ако го нема тоа. Гледам дека тоа го има и едноставно ќе има мојата целосна поддршка за да продолжи, нели, да работи со Кокев. Пред 3 години Тања Кокев одлучи да стави крај на својот 15 годишен брак. Таа одлука не се носи преку ноќ. Се прекршуваат ставови, желби, верувања, можности, моменти и ветувања за промени. Завршува филмот за среќно семејство какво што го познава дотогаш и почнува нов. А во тој новиот филм Тања ја менува својата улога. Веќе не е сопруга, туку самохрана мајка. И на својата животна инспирација треба да и трасира пат кон ново поинакво секојдневие и со незе да создаде ново среќно семејство. Неодамна стави точка на твојот брак, од кој што ја имаш керката Клара. Колку овој пресврт во животот те промени и тебе? Како беше да излезеш на крај со сето тоа во време кога имаш керка тинејџерка дома? Многу се похрабри жените во Македонија отколку мажите да излезат од брак, нели, во кој што не треба повеќе да се остана. Јас сум една од тие храбри жени, можам на глас да го кажам тоа, дека навистина е подобро да искочиш од брак отколку, нели, да бидеш онаму каде што осеќаш дека не ти е местото и дека го трошиш и своето време, го трошиш и времето, нели, нормално на партнерот. Многу е себично, окей, ако се одлучил твоето време да го потрошиш, тоа е во ред, меѓутоа не е убаво и себично навистина кога го трошиш времето на оној што е до тебе. За жал, мажите во Македонија не се храбри да излезат од лош брак, меѓутоа тука сме, нели, ние жените кои што можеме да го потегнеме тој чекор и многу сум горда што го направив тоа, што го прекинав, нели, тој 15 годишен брак за доброто и на мене и на мојот бивши сопруг. Мислам дека навистина засебно функционираме многу подобро отколку кога бевме заедно и едноставно многу е поинако. Многу е убаво. Да не ме сватат дека се зборам нешто лошо, нели, за бракот во кој што сум била 15 години, тоа ако бил добар, нели, ќе останал. Меѓутоа, многу е убаво кога ќе искочиш од состојба во која што не си се чувствувал ти. Значи, ја 15 години не бев јас. Тоа никој не ме е виновен за тоа. Јас живеев некој друг живот. Живеев живот на моите родители, можеби што посакуваат и сакаат, не со нивна злонамера, меѓутоа така, нели, родителите секогаш полека се наоѓаат канали како да ти кажат, нели, како треба да се биде во овие конвенционални рамки. Не го живеев својот живот. После овие 15 години, од кога веќе сум сама, веќе 3,5 години, нели, сум надвор од бракот, мислам дека процветав. Да. Збориме на интимно, приватно ниво, да. Како изгледа заедничкото родителство во Македонија после крајот на еден брачен живот? Постои ли воопшто нешто такво? Секако дека постои, да. Клара има комплетна нормална слобода кога сака да се гледа со нејзиниот татко. За жал, јас и не сме во добри односи. Многу ми е криво што е тоа така, меѓутоа, значи, за жал така е, да. Меѓутоа, тоа не значи дека Клара не треба да има однос со него. Значи, тоа е сепак нејзин татко и тоа е нејзина одлука дали ќе се гледа или нема да се гледа. Тука не можам јас никако да влијам, освен само да ја кажам дека од мене нема никаква забрана. И ниту треба да има забрана. Ниедно дете не треба да има забрана да се гледа, нели, со другиот родител. Имам примери на мои другари кои што функционираат многу подобро од нас.
Значи, кои што ете така се разведени и функционираат они многу подобро од колку што функционирале во бракот, се заради нека обострана среќа на децата. Имам доста примери во последно време кои што дури и мажите потегнале нели чекор за што е многу навистина многу поретко. Но ете надежно ми е тоа навистина многу што функционира во последно време малку поинаку таа приказна. Како беше на Клара која што во тие моменти беше тинеџерка плюс во пубертет? Како изгледаше моментот да ја објасниш дека ти планираш да излезеш од тој брак, сакаш да излезеш од тој брак, меѓутоа сакаш да ги задржиш добрите релации? Отворено и кажав, онака како што е. Јас повеќе дека не можам да останам нели да живеам под исти кров со нејзиниот татко и дека ниту он може со мене најверојатно, иако нели не сака да го преземе првиот чекор. Така што објаснив со најпрости зборови. Клара, ја и ти мама, едноставно мораме да заминеме тука затоа што твојата мајка не може повеќе да живее со твојот татко. Ке се преселиме за извесно време, ќе видиме како ќе ни биде. Значи, ако случајно се случуваат работи, нели нормално ако се осети некоја промена, ќе видиме, меѓутоа не очекував никаква промена да се случи за да и давам лажни надежи. Така да она од одма уште првиот месец свати дека тоа е веќе за секогаш, дека нема враќање назад. Меѓутоа мислам дека ги понудив сите услови што може на мајка да ги понуди, од да речеме материјални колку што можам да си дозволам, до емотивни, до било какви да речеме, за тој период го помина најбезболно. Се трудев колку што можам да ја носам надвор од Македонија, затоа што она е исто влюбеник во патување, многу сака да патува. Ја изнесував колку што е можно почесто од Македонија. Бевме секоја вечер заедно тука кога сме, значи секоја вечер имавме некоја активност. Мора тој период да бидеш со детето. Значи нема како поинаку. Али имам јас среќа што Клара е едно возрасно дете што ги разбира работите и колку и да е емотивна и сепак е рационална. Значи тој рационалниот момент ке не помогна на неја да свати дека нема назад и дека мора да биде така како што е. Кога целиот свој професионален габарит ќе го изградиш на презимето кое што го земаш затоа што веруваш во љубов за цел живот, по разводот поделбата станува уште потешка. За Тања Коќев, таа приказна не била нималку лесна, но била одлучна. Коќев како бренд е твоја, претпоставам, најголема животна инвестиција. Да. Меѓутоа ти тоа презиме го доби кога влезе во брак со поранешниот сопруг. Како изгледаше спасувањето на брендот од тој твој аспект? Па не беше лесно дефинитивно, меѓутоа презимето Коќев, точно дека сум го земала од него, меѓутоа јас го направив бренд. Ја го направив популарно тоа презиме, претходно никој не го знаеше во Македонија и чувствувам апсолутно право да го задржам нели тоа презиме, посебно зашто и мојата ќерка се презива Коќев и еден ден она ќе го наследи ова и она ќе сака да го работи секако ова. Така да името навистина го сакам без разлика што е нели од него. Јас сепак сум го растела, сум го гледала исто како моје дете и тешко е да се удари затоа што нели имаше и коментари, не само нели од интимната страна, имаше коментари од луѓето дали ќе го задржиш, па зошто не треба да го задржиш и така натаму. Меѓутоа не гледам така на тоа. Едноставно Коќев исто така на некој начин моје дете. Нема како поинаку да го викам, освен Коќев. Какво е твоето искуство во однос на институциите, како помина низ македонските административни лабиринти? Одлично. Морам да ги пофалам и вработените во социјално, значи навистина поминав. Одлично. Се представив која сум и што сум, се представи бившиот сопруг кој и што е. Едноставно, не знам, јас сум задоволна навистина. Посебно односот јас што го изградив со нив и колку се заложија за некои работи за Клара кога имавме известни проблеми кога Клара не можеше да добија нели дозвола за излез од државата од нејзиниот татко, он ни застана на нејзина страна затоа што сваќа дека Клара мора поради тенисот, ја следи многу битен надпревар и она мора да иде да се надпреварува. Негде он ни застана на нејзина страна и секогаш кога не можевме да добиеме подпис од него од X причини, он ни го дава тој подпис во замена за нејзиниот татко. Така да навистина многу глатко и многу убаво со големо разбирање течеше цел тој процес. Динамичниот стил на живење, променетите вредносни модели на однесување кај луѓето, остварувањето на личните потреби и интереси пред оние на семејството, несомнено влијаат на брзото зголемување на разводи во изминативе неколку децении. Изврзаното стапување во брак според психолозите, пред добро да се запознаат брачните другари кои стапуваат во една заедница,
се последица на брзото раскинување на заедницата. Според Државниот завод за статистика, бројот на разводите во 2018 година изнесува 1620 разведени бракови. Во 2017 година имало 374 повеќе разведени бракови, односно регистрирани се вкупно 1994. Според трењето на бракот, како што информираат од Државниот завод за статистика, најголем број разводи, 322, се случиле од 5 до 9 години по склучувањето на бракот. Разговаравме со адвокат Марта Гусар, а ова се најчестите причини за развод. Во последно можам да кажам дека најголеми и најчести причини се на семејното наследство кое што се случува, односно нарушените односи помеѓу брачните партнери. Некаде се со помала мера, некаде во поголема мера, во зависност нели од што се случувало во изминатиот период. Меѓутоа, со оглед на тоа што бројката на вистина е голема во последниот период, а исто така и голема бројката и на семено наследство, тоа значи дека можам слободно да кажам дека најголемата причина е семејното наследство. Семено наследство не само физичко, нели? Не, семено наследство поима физичко, психичко, економска зависност. Законот за семејство предвидува неколку услови кои треба да бидат исполнети за еден брак да се разведе. Најпрво, законот дава можност бракот да се разведе спогодбено, со согласност на двата брачни другари. Која е процедурата? Доколку не се нарушени односите помеѓу брачните партнери, а се договориле дека таа брачна заедница треба да ја прекинат поради X причини нивни желби, се подпишува, се склучува спогодба, таа спогодба во која што се уредуваат видувањето пред се, нели, да видиме дали има малолетни деца или нема малолетни деца. Во случај кога постојат малолетни деца, во самата спогодба се уредуваат односите, се разведува бракот, се договара да се разведе бракот и се уредуваат видувањата и старателството на самите деца. Судот, таа постапка е најлесна, мислам, најбрзо се завршува и најлесна, меѓутоа многу е ретка со оглед на тоа што претежно се нарушени односите при развод на брак. И кога постои вонсудска спогодба, односно спогодбен предлог за развод на брак, се поднесува во суд, ја подпишуваат двајцата брачни другари, и родителското право си го уредуваат, судот испитува само дали подписите се, односно дали навистина и постои волја помеѓу брачните другари за да се разведат со ваква спогодба и се завршува најчесто во едно рочиште таа постапка и се решава многу брзо. Доколку се крајно нарушени односите, тогаш едниот партнер го превзема првиот чекор во судот и поднесува тужба за развод. Во случај на тужба за развод на брак, тогаш ја поднесува еден од брачните другари, кој што смета дека прв треба да ја поднесе тужбата, може и заедно и двајцата да поднесат тужба, па да се спои постапката во една. Во тој случај, значи, како се поднесува тужбата во суд, судот го испраќа целиот предмет во Центар за социјални работи, на подрачјето на кој што се наоѓа, нели, конкретно тука во Скопје. Центарот спроведува постапка, најчесто првата постапка е за мирење, каде што пробува, нели, да со советодавно советување, нели, со брачните другари доколку дали сакаат да се помират, доколку не, во тој случај, значи, Центарот носи мислење за старателството за децата, видувањата како ќе се определи и потоа се повторно предметот се префрла, односно се доставува во суд и судот закажува рочиште. Откако ќе закаже рочиште, значи најпрво се доставуваат сите докази, се изведуваат доказите, се предлагаат нови докази, распит на странки, сослушување сведоци, се во зависност од секој предмет е сам по себе единствен или исклучителен, па од таму во зависност од какви се нарушени, колку се нарушени односите и во какви односи дошле веќе во судската постапка, така ќе знаеме колку време може да трае таа постапка. Доколку постои незадоволство во текот на постапката, во однос конкретно во однос на доверување на деца на нега и воспитување или пак во однос на регулирање на видување, каде можат да се пожалат? Центарот доставува мислењето, го доставува во судот и укажува на тоа дека треба детето да биде доделено на едниот родител, таткото или мајката. И судот носи, не е врзан за решението, за мислењето на Центарот, носи одлука и доколку се жалиме на одлуката на судот во делот на старателство, во тој случај се поднесува жалба до повисокиот суд, до апелациониот суд, во кој што апелациониот суд може да го врати предметот повторно одлучување или па можеби доколку утврди
некоја си поголема грешка при одлуката, нели, на првостепената одлука, да мериторно да одлучи. Ретко се случува мериторно да одлучи, меѓутоа може да го врати или па да потврди првостепената одлука. Во делот на видувањата, регулирањето на видувањата, во тој случај постои решение. Центар за социјална работа носи решение, во кој што согласно барањето на еден од родителите за динамика на видување, се уредуваат видувањата со родителот кој што не е старател на малолетното дете. Во таква ситуација, доколку родителот не е задоволен од динамиката, од видувањата, од начинот како е тоа регулирано, се поднесува жалба до Министерството за труд и социјална работа и они врз основа на целокупна документација, значи сите мислења во центарот кои што веќе се спроведени, значи на целата постапка донесува одлука со која што повторно може да се измени решението или да упати до центарот доколку е направена некој пропуст, нели да се донесе ново решение. Во текот на бракоразводната постапка брачните другари имаат право на жалба по 3 точки: разведување на бракот, доверување на децата на нега и воспитување и одредување на висина на алиментацијата. И најчесто само во едно се согласни – бракот да се разведе. Доколку е спорно старателството, во тој случај значи веќе се оди на вештачење, се утврдуваат психолошки профили на родители, се уредува, и на деца, па компетентност на родител се испитува и слично. Така да таа постапка е малце покомплицирана кога станува збор за тоа, меѓутоа кога постои па согласност дека еден од родителите треба да биде старател, па спорната ситуација излегува во алиментацијата, односно месечната издршка, која што минимумот е 1500, па секогаш во буквално смисла на зборот се случува доценкање, да дојде да не се согласи брачниот другар да го исплаќа тој месечен надоместок, одејќи со помисла дека тие пари се за мајката. Во конкретно мислам најчесто нели се за мајката, не дека се за малолетното дете. Така да најголемиот проблем, значи мислам дека во 99,9% случаи алиментацијата е клучниот проблем при бракоразводни постапки. За многуми на крајот на бракот значи една огромна болка. Психолозите ја споредуваат како болка со смрт, како да сте изгубиле некој. Тука клиентите кои ви доаѓаат поминуваат низ страшни емоционални фази, чувствуваат тага, болка, бес, некој од нив се и во депресија. Што најчесто ги советувате, како се поставувате тука со нив? Можам слободно да кажам дека сум психолог без лиценца. Значи се мора да бидеме. Значи ние не може кога веќе работиме со човечки животи, кога работиме со малолетни деца, кога постои малолетно дете, ние не е адвокатурата само земи го предметот, сработи го и заврши работа, него навистина мора да бидеме тука во секој момент потребно за се што е потребно за странката. И секако покрај советодавно правно мислење, значи секако и треба и психолошко, колку што можеме, нели, колку што јас како не сум ни стручна, меѓутоа колку можам да дадам поддршка. До сега многу ретко ми се случува странка да ми се откаже во рамки на постапка да се откаже од брак ради тоа што не ја добила можеби соодветната психолошка помош моја или пак поддршка, воопшто морална поддршка, меѓутоа поддршката мора да постои, затоа што не постои лесен развод. Значи секогаш прво нешто кога го кажувам на странка, го кажувам тоа дека мора да се подготви за еден подолг процес кога постои спорна ситуација нормално, и дека не постои лесен развод. Значи дури во најлесните разводи каде што нема до толку нарушени односи, секогаш ќе излезе една мала ситница која што ќе преовлада и ќе биде најспорна во дадената ситуација и секогаш ќе излезе процесот да биде многу потежок од колку што сме го замислувале. Така да И се случило ли досега некој во текот на постапката да се помират? Да, се случува. Денеска бев на судење баш за од нарушени односи, па тука дојда во канцеларија, па пробаа да разговараат на повозрастен зрел начин, имаат малолетно дете, кај нив односите беа нарушени за сосема друга ситуација, мислам не беше толку страшно, да на крај пред 2 дена ми се јави да ми кажат дека се повлекува тужбата, дека веќе тие планираат да останат заедно. Така да се случува и таква ситуација, ретко е, меѓутоа се случува. Стресот од секојдневното живење, различните навики, несогласувањата, нарушената комуникација меѓу партнерите, физичко, психичко и емоционално насилство, финансиските проблеми, доведуваат брачната заедница да се разведе. Бројот на разведени бракови од ново склучени во Македонија секојдневно е во пораст.
Разводот е голем стресоген фактор за понатамошното функционирање. Психолозите го дефинираат како операција без анестезија, затоа што разводот на бракот во кој се создале деца, се градело семејство и се стекнал заеднички имот, одеднаш се растура како кула од карти. Ако за едни разводот е дефиниран како болен крај, за други како нов почеток. Она што треба да ви даде сила и сигурност по разводот е тоа што сигурно сте научиле многу лекции и точно знаете што сакате, а што не. Имате многу повеќе искуство за да препознаете што ве прави среќни. Затоа, вратете го позитивниот став и бидете најдобрата верзија од себе си. Денес 3 години подоцна, кога на сите своји одлуки може да гледа од сигурна и емотивна и физичка и психичка дистанца. Среќна со Клара, но и со себе, оваа жена се доживува сосема поинаку. Сега после едно вакво искуство, како се доживуваш сама себе? Дали жена која што е по мерка на општеството или жена која што крои општество по сопствена мерка? Жена која крои општество по сопствена мерка. Што значи тоа во пракса? Колку Тоа тешко во значи, пракса? Знаете што тешко е затоа што како да објаснам зашто е тешко. Во суштина не е тешко, меѓутоа не е тешко за луѓе како мене. Затоа што не осекам притисок од никого, ниту по од времето. Значи, едноставно си давам време за све и не сакам никој да ме стиска буквално за ништо. Леле, сама си, уште не си нашла никој до себе и така натаму до пред нека година ми збора, па ти нели сега можеш и дете уште една да си направиш. Не допира ништо до мене. Едноставно, значи кога ќе поминаш вакво нешто како мене, пуста јас поминав една многу голема промена во животот која што ме врати таму кај што треба да бидам. Односно, живеев во еден дибаланс сама со себе. Кај што јас за да се избалансирам и требаше некои си 8 месеци сериозни посветена работа, сериозна работа на себе и плюс после тоа уште неколку години за да сватиш кај си и што си, не? Така да кога искочиш на таква ситуација која што до ден денеска уште не знам што ми се случи во 2011 година, тоа беше многу лошо чувство и физички и ментално паднав многу. Меѓутоа после тоа толку јако се дигнав да едноставно сватив дека тоа било за добро. Значи кога искочиш од толку лоши работи, едноставно не си спремен веќе да дозволиш некој да те згазне ниту со мало прстак, ама ни нешто повеќе. Така да си ги курам работите онака јас како што сакам, немам никакви предрасуди, сакам само да живеам убаво и слободно. И едноставно без компромиси кога станува збор за приватниот интимниот живот. Со оглед на тоа што на почетокот ти сама ми кажа кои градчиња или кои локации се твојата инспирација, очигледно е дека си романтичар по природа. Колку овој развод ја разниша таа твоја романтична природа? Не ја разниша, само ја зајакна. Затоа што кога излегуваш нели од еден брак во кој што повеќе не сакаш да бидеш, нормално дека надежта ти расте, дека ќе најдеш нешто што го посакуваш нели цел живот. Не сум човек кој што верува во нели еден живот, една љубов. Не сум па ни човек кој што многу често може да се заљуби. Мислам, има случајно да бидам еднашка заљубена во животов и еднашка да сакам. Значи, еднашка сум сакала, навистина многу сум сакала, и еднашка сум била заљубена. Што значи време ми е за трета среќа, нели? Ако гледаме така, да. И сега сум сама во периодов, затоа што како што старееш, така да кажам, критериумите нели ти се зголемуваат, меѓутоа изборот се стеснува, меѓутоа и покрај тоа што изборот се стеснува, не сакам ниту времето, ниту изборот да ме брза да влезам во нешто во што не би сакала да бидам. Едноставно кога ќе излезеш од брак веќе и точно знаеш што сакаш и тука веќе нема компромис. Тука по ниедна цена не би направила компромис, тука или кога најдам тоа што го сакам и ќе биде буквално онака како што го сакам, сако треба малце ќе се делкаме, нели? Меѓутоа основата, значи љубов, страст, комуникација, тие работи не може без тоа да функционира ништо. Која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус.
е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Разводот на бракот не е нешто што се планира. На него не може да ве подготви никој ништо, особено кога во него се инволвирани и деца. Но она што мора и треба да го направат и едниот и другиот партнер е кога ќе стават крај на бракот, да не ставаат крај и на родителството. Хенри Јангман напишал: "Мојата сопруга и јас ја откривме тајната на среќниот брак. 2 пати неделно одиме во убав ресторан со вкусна храна. Таа оди во вторник, јас во петок. Колку и да се обидуваме да бидеме умни, позитивни, саркастични, иронични, смешни и мотивирачки. Секој брак е посебна приказна. Пишувана одново со нови поинакви ликови, заплети и расплети. И не е лесна ниту да се живее, ниту да се раскажува. Но треба, за да мотивира. Да ги земете работите во свој раце и наместо несреќни во пар, да бидете среќни и задоволни од она што го носи животот, сами и во непар."